И се враќаме повторно во студиото на телевизија Нова. Рековме ке говориме за ракометот, имаме причина да бидеме срекни, ракометарките на Вардар со едната нога на завршниот турнир од Final Four во Шампионската лига по победата над Ларвик. Имаме гости вечерва во студиото, предност ке дадам на Гордана Нацева, единствена дама ни е овде вечерва. Гордана, добро вечер. Добро вечер. Вардар, фантастичен, вчера ќе разговараме, само да ги представам уште Стефче Лушевски и Горан Ѓорѓоновски. Ќе говориме и за машкиот дел од Вардар и за женскиот дел од Вардар. Скопје, Македонија обојана во црвено и црно преку двата тима и се надевам дека овој тренд на резултати ќе го дигнат ракометот на уште едно поголемо рамниште. Гордана, Вардар вчера сите посакувавме ваква победа убедлива, но очекувано ли беше ваков резултат против Ларвик? Да, ние очекувавме победа, меѓутоа не ова што се случи вчера. Еден шок за противникот, а ние играње како во еден позитивен транс, да речам. Во еден момент на луѓето што седеа до мене реков дали ова сон или вистина е, бидејќи јас сум реална и чувствував извесна доза на страв пред надпреварот што ќе биде, бидејќи доаѓа еден противник од актуелниот европски шампион, од државата на актуелниот европски шампион, знаеме кој е Ларвик. Меѓутоа, како и да е, сметам дека како тренирате, така играте. Тоа е една стара изрека, непишано правило во спортот. Сметам дека нашава екипа, бидејќи присуствувам скоро на сите тренинзи, навистина во периодот пред подготовката за овој надпревар го сменија начинот на тренирање и се подготвува специјално за Ларвик. И многу ми е драго што го видов она што го тренираа дека вроди со плод на надпреварот. Дури и повеќе од тоа што очекува. Вистина, јас го сопревме нивниот најдобар играч Нора Морк, практично нема решение за ниту еден, нема решение за нашата извонредна одбрана. И кога ќе додадеме тука Дуду, значи една брилјантна партија на нашиот тим, предводена од извонредниот голман. Тоа би можела во уводниот дел да кажам, ми се зборува многу за надпреварот, меѓутоа како е концепцијата не знам, мене ми е пријатно во друштвото и ќе збориме за и понатаму за тимот. Како и да е, за мене еден големо задоволство од ова што се случи. Не се плашиме од Ларвик и таму, меѓутоа сакам многу бргу да ја заборавиме еуфоријата и задоволството од овој надпревар. Посебно ме радува што во изјавите на 2-3 од клучните играчи на Вардар го прочитав тоа дека велат сега мораме стабилно на земја после големата радост, затоа што не е завршена работата. И вистина е така. Во блиската историја се сеќаваме сите што се случи на Европското првенство за мажи, Полска, Хрватска, така да пак ќе велам, голема е разликата, не се плашиме од никого, меѓутоа ние во Ларвик, ние не сме пласирани се уште. Да, теоретски се уште имаат шанси ракометарките на Ларвик. Значи, нас ни треба едно мирно гостување таму, една спокојна игра, сите аспекти се на наша страна. Тие верувам дека ќе им треба малку повеќе време да излезат од шок. Се прашувам што ќе беше кога мојот и ние би се чувствувале како сега што е Ларвик. Тоа е една веројатно ќе биде на се или ништо таму за нив. Ќе ги употребат сите механизми што можат да се употребат во спортот да се стигне евентуално нешто, меѓутоа пак ќе кажам мудро, спокојно да се заврши одлично започнатата работа и да се продолжи континуитетот што го имаме од 5 надпревари последователно со победи. Стефче, еве на истава тема ќе се задржиме, бидејќи Вардар, машкиот им игра во моментот во финалето во Вараждин против Веспрем. Информациите кои ги добивам не се баш поболни, губиме со 2 разлика во финишот, но се надеваме на пресврт. Како го видовте вие мечот на ЖРК Вардар против Ларвик? Очекувано ли беше за вас една ваква фуриозна игра, фуриозна победа? Практично овие 14 разлика се фантастични. Најпрво добро вечер и ми е чест и задоволство што сум во вакво друштво и што денеска ќе разговараме за успесите на фамилијата и машкиот и женскиот клуб Вардар. Она што го видов вчера стварно е големо изненадување за мене, пратејќи ги сите надпревари што Вардар ги одигра оваа сезона во Лигата на шампионите, во групната фаза, во елиминационата фаза. Значи,
кога се игра на домашен терен, притисокот секако дека е на страната на екипата која што е домаќин, бркајќи да се направи што подобар резултат за да се отиде во Норвешка на теренот на Ларвик со што поголема разлика. Мислам дека она што девојките вчера го одиграа стварно е еден перфектен надпревар од голманката Амандин Лејно, која што стварно беше фантастична со 20 одбрани, да се води на екипа како што е Ларвик 12-1 на стартот на на стартот на мечот, 17 минути да не се примат повеќе од еден гол, стварно е нешто што граничи со научна фантастика. Убаво е тоа што Вардар е предпазлив пред гостувањето во Ларвик. Така. Голема, Вардар е клуб се кој што се развива со една стратегија, значи Вардар, ова што му се случува во моментот не е случајно, значи се и женскиот и машкиот клуб се развиваат во посокувана насока. Искрено се надевам дека и оваа година ќе бидат дел од Final Four. Ке ве прекинам за кратко, го имаме колегата Дамјан Николовски на линк од Вараждин. Дамјан, предпоставувам дека се е во ред. Резултатот беше неповолен во финишот за нашиот првак на финалето. Како заврши резултатот, ние овде не го знаеме во студиото. Секако ти ќе ни ги соопштиш деталите од мечот кој заврши пред малку. Веспрем ја одбрани титулата Бранко во СЕКА регионалната лига. Вардар не успеа да стигне до третиот трофеј во клубската историја од ова надпреварување, откако во финалето загуби со 28-26. Ова е конечниот епилог од финалниот надпревар на завршниот турнир или Final Four турнирот во Вараждин од СЕКА регионалната лига. Нашиот ракометен првак имаше предност по првото полувреме, успеа да ја одржи во одреден дел од надпреварот, но тоа се покажа како недоволно пред се заради падот на концентрацијата во последните 15 минути и серијата која што ја направи екипата на Веспрем, некаде од 51-та, 52-та минута 2 гола. Илич беше во фокусот, секако најпрецизен на овој надпревар со 7 гола и најдобар играч во гостинскиот табор или во противничкиот состав наспроти Вардар. Што се однесува редоследно за овој надпревар, Вардар одлично го започна, поведе со 2 гола, а оваа предност се одржуваше некаде до 15-та минута кога екипата на Веспрем за прв пат изравни 9-9. Следуваа уште 3 изравнувања до крајот на првото полувреме за конечни 14-15 за Вардар, но во второто полувреме Веспрем стартуваше агресивно и покрај водството на црвено-црните преку Горбок од 16-15 во 33-та минута Веспрем за прв пат поведе во 34-та со 17-16. Потоа ова успеа да го направи уште неколку пати, имаше и 21-20 и 22-20, а од 46-та до 48-та Душебаев на 2 пати и ова значише за водство на Вардар од 23-22, но сепак и ова беше недоволно за Вардар да успее да остане во ритм на овој надпревар, затоа што Веспрем враќаше преку брзи контри, а и грешките и стативата би рекол беа и најголеми виновници што Вардар не успеа да го совлада составот на Веспрем. Веспрем ја одбрани титулата во СЕКА лигата, Вардар ќе мора да се задоволи со второто место. Во овој момент се подготвува и завршната церемонија во салата Вараждин, кога ќе бидат поделени и пекарите и медалите за денешните финалисти. Ќе подсетам од претходно, денеска во малото финале домаќинот Загреб го совлада составот на Мешков Брест со конечни 24-23. Ова е конечниот епилог од двете средби. Повторувам, Веспрем Вардар победа на Веспрем во Вараждин со 2 разлика, пораз на Вардар во големото финале. И тука некаде го завршуваме ова вклучување од Хрватска во живо за телевизија Нова со една неубава вест дека Вардар не успеа да стигне до титулата, но и покрај ова ќе го гледаме повторно двомечот на Вардар и на Веспрем, но ово четвртфиналето од Лигата на шампионите. За сега се објавувам од Веспрем од Вараждин, доколку имаме уште некои нови информации ќе се вклучиме можеби и подоцна. Благодарам, Дамјан. Се надевам дека ќе успееш да ни пратиш и некои изјави. За жал, Вардар загуби со 2 разлика, но нека е за добро да кажам, бидејќи не очекува и дуел во Лигата на шампионите, па се надевам дека таму ќе бидеме поуспешни. Благодарам за сега, Дамјан. Пораз еве на Вардар од Веспрем во Вараждин. Стефче, тесен резултат, 2 разлика загубивме. Како вие
го оценувате настапот на Вардар на овој финален меч? Го гледавме и пред малку финишот од мечот. Добро, видите, кога се игра финале на СХ лигата, значи се што се работело во текот на годината, практички се решава во еден меч. Не е неуспех да се загуби во финалето, поготово што Фотекс е една искусна екипа која што на овие простори може да се каже можеби со најдобри резултати во последната деценија. Јас кажав и кога бев на една од нашите телевизии гостин, анализирајќи го мечот Вардар Висла, дека Фотекс и Вардар имаат два исклучително битни надпревари во четвртфиналето на Лигата на шампионите и мислам дека главната борба за оваа година ќе бидат тие два надпревари. Да, беше секако дека загревање. сите љубители на ракометот видоа дека неколку топки или една-две топки решаваат кој ќе биде победник кога игра два израмнети ривали. Денеска Фотекс Веспрем беше јас од моето време кога настапував за Вардар. Така Веспрем беше подобар за жал, меѓутоа искрено се надевам дека Вардар во тие два надпревари од четвртфиналето има големи шанси дека ќе биде патникот во Кел. Георгијановски непријатна вест резултатски, меѓутоа тоа не значи катастрофа, се разбира, за Вардар. Примарната цел беше да се пласира во финалето на СХ лигата. Уште поважната цел е да дојде до Final Four турнирот во Лигата на шампионите, машкиот првак. Апсолутно, значи ајде и пред надпреварот сигурно дека и двата тренери не го посакуваа овој дуел кога пред полуфиналето, затоа што знаеме дека играат за многу кратко време во едно надпреварување кое што е во моментов многу поважно за сите во ракометот општо. Така да јас од она што го гледав во првото полувреме и малку во второто, видов дека и двата тима користеа широк ростер на ова. Не дека не сакаа да некој од нив тактизираше, апсолутно не, но видовме дека и она што го проба, да кажеме, и Раул во почетокот со 5-1, после го смена во 6-0 со влегувањето на Штербик, така да можеби пак ќе кажам, не дека некој не сакаше да победи, но сепак некаде таму назад во главата стои тоа дека ти за неполн месец се среќава со тој противник и тука веројатно, но и да беше ова финале на Лига шампиони, мора да бидеме реални дека Веспрем и на хартија е поскап тимот Вардар и не е воопшто срамота, како што каже и Стефче, и историски гледано Веспрем е години тежне кон тоа освојување на Лига шампиони, влегува во Final Four и така натаму. Така да, ајде да кажам, Вардар оди по патот на Веспрем, значи не е дека не е обратно. Така да, што е најважно од ова што се случуваше денеска, мислам дека сите ние веќе сме убедени дека апсолутно Вардар во најмала рака е ајде да кажам, на ниво со Веспрем, во најмала рака шансите се 50-50, барем според мене, за она што ќе се случува на крајот од месец. Може би тактизира и двајцата тренери. Се знаат двете екипи доста добро. Ова беше 5 или 6 дуел нивни. Вкупно ќе има 5 или 6 меча меѓу Веспрем и Вардар со се оние во Лигата на шампионите. Постои ли тука калкулација и кај нашиот тренер и кај нивниот? Навистина, овие екипи се знаат, ајде и играат меѓу себе, и тие истите играчи играат и на големи надпреварувања. Многу често знаеме во ракометот на секој 2 години има големо надпреварување, така да тие практично секој јануари се среќаваат вака или онака. Секако дека има простор за тактичко надмудрување, зошто би биле тие тренери таму. Она што веројатно пак ќе го спомнам јас како она што јас го видов, што Раул го стартуваше мечот со Дибиров на преден, веројатно можеби сакаше да види како ќе реагира нападот на ова. Знаеме дека има два тешки играчи на бековите со еден среден бек кој што му е задача да ги врзува, така да можеби сакаше да провери, да види како ќе реагираат, па се повлече, според мене можеше и да продолжи така, но
пак ќе речам, секој сака да победи, особено што видовме една пофалба да искористам за до сеха лигата, за она се што го направиле таму. Навистина изгледа светски, многу вложуваат и секако дека сите што се отидени таму и како екипа и како поддршка, сигурно дека никој од нив не сака да не го освои тоа, ама ете, пак ќе кажам, тука некаде веројатно стои тоа дека играат војно, кај што влогот е многу поголем, да. Гордане, за Вардар, за машкиот тим, твое видување? Добро, за Вардар секогаш има амбиции да ги освојува титулите и вклучително и во сеха лигата, бидејќи ние сме тим кој ја освои првата титула откако е формирана сеха лигата и ова година на вистина, ако ни се пружише шанса, ние немаше да се пружи, меѓутоа Веспрем победи, би сакала на последната недела од април да биде обратна ситуација. Нека сега слават титула на сеха лигата. Како и да е, би се надоврзала на тоа дека направи една извонредна регионална лига која се приближува кон овие стандардите што ги наметна Лига на шампиони. Мала дамка фрли, не ми се допадна на полуфиналниот надпревар кога имаше мало недоразбирање, па на никого не му беше јасно што се случува. Би сакала тие моменти да бидат што поретки, посебно во овој нашиот регион на Европа. Како и да е, навистина делува грандиозно ова што го прават во сеха лига и треба да се продолжи, бидејќи на Вардар посебно му е важно да има надпревари и затоа е во добра форма, бидејќи националното првенство, да речеме, е такво како што е. Значи, пак ќе повторам, за нас е важно, сите сме фокусирани и во машкиот и во женскиот тим на влез во Final Four и ако може и финале. Мислам дека со жените добро и се поизвестно е Final Four, да, веќе трети поред, ако биде се во ред за 7-8 дена, а маживе, еве, овој дуел само покажа дека ќе биде тешка борба со Веспрем. Не верувам дека и покрај сета историја што има Веспрем во однос на Вардар, како што кажа Горан, не верувам дека име се едно и дека се чувствуваат прилично сигурни дека ќе можат да бидат во годишниот Final Four. Како и да е, за многу краток период, исклучително важни надпревари со еден ист тим, тренерите веројатно ќе извлечат секој за себе поука од надпреварите и ќе знаат да го искористат тоа и играчите и тренерите. Горан, јас ќе се вратам пак на женскиот дел од тимот на Вардар и вчерашната победа против Ларвик. Твое видување за играта на Вардар, имаше ЖРК Вардар практично и осцилации во играта и резултатски осцилации, меѓутоа сега против Ларвик прикажа една стабилна игра, моќ, победнички дух, карактер. Така. Јас сакам малку да се вратам и наназад на оваа сезона на женскиот дел од Вардар. Ајде да кажам, имаше, знаеме дека изминативе 2 години имаше неколку, ајде да кажам, промени на таа тренерска позиција. Еве сега од пред некое време е во стручниот штаб и Давид Камара, кој што внесе некоја позитивна енергија, внесе некој посебен дух меѓу девојките и од можам да кажам последните 2-3 месеци нивната форма оди нагоре и ова е една ајде да не кажам дека е круна затоа што допарва следува и Final Four, но ова е онај зенит на форма кој што ти и вчера го прикажа. Мислам дека од она јас што го знам и што сум го гледал во изминатите, ајде да кажам, 20 години, скандинавските екипи и репрезентации се склони на тоа дека ако тргне лошо, нема кој да ја крене рачната таму во таа екипа, барем според моите искуства, и тоа мислам дека им се случи тука. Разликата меѓу нив во никој случај не е ваква каква што е сега. Зборам како екипи, спомна и Гоца дека доаѓаат од земја која што е во женскиот ракомет број 1 години наназад. Плюс се и се вице првак. Така, значи едноставно не е таква разликата, но спортот е и таков, се поклопуваат некои работи, се поклопи, ајде да кажам, и добар голман
и добра одбрана, и таму кај што падна одбраната голманот покрија, значи буквално се поклопија работите и резултираше како што резултираше. И мислам дека во голем дел е завршена работата. Секако дека тие се сите искусни играчи и нема да дозволат и да не треба никој да им каже дали треба да се опуштат или не треба. Едноставно свесни се колкав е влогот за се она што следува во Будимпешта. Гордана, и покрај оваа висока победа, предпоставувам дека имате пријателски односи со Ларвик. Да, би се надобрзала само на Горан ќе кажам дека да, голема наша победа и она што го спомна тој, се чувства едно подобрување на нашата игра и форма. После будучност, еден тежок пораз, па предпоставувам дека сега така некако отприлика се чувствува Ларвик, кога ние, како што ние се чувствувавме кога изгубивме еден дебакал во будучност, што не е ни толку одамна, тоа беше јануари, значи сепак се освестивме од тој шок што го имавме и после тоа направивме еден навистина една добра серија на победи, вклучително со ова вчера. Меѓутоа, пак ќе речам, ние сме реални, стоиме цврсто на земја, бидејќи од нашата група практично 3 екипи заминуваат односно е поизвестно дека ќе бидат во Final Four. Од групата од каде што доаѓа Ларвик, веројатно е дека Ростов е на пат да извојува победа. Значи, со самото ова сакам да потенцирам дека нашата група беше прилично потешка. Да, и во една теорија зборував дека може 4 екипи од нашата група да бидат Final Four. Значи, вистинските противници за она што Вардар се подготвува да влезе во Final Four и да игра финале, се знаат кои се. Тоа се Будучност, Гер и евентуално Ростов, кој оваа година навистина е непоразен практично, освен ова вчера, ова минатиот викенд што му се случи во Букуреш, па имаат и добар резултат. Како и да е, пак ќе речам, кога во еден надпревар противничкиот голман брани 17%, вашиот голман брани 70%, значи нема повеќе што да се дискутира во однос на резултатот. И би сакала Дуду или Ина да го повторат тоа ниво на одбрани во Ларвик. За многу краток период, брилјантна партија, би сакала Дуду да ја повтори, меѓутоа и да не се случи тоа, треба другите да покријат она што треба и останатите играчи гледам влегуваат во добра форма. Она што го спомнавте во однос на пријателските односи, навистина има што да се учи од секој противник и во секоја ситуација. После надпреварот генералниот менаџер на Ларвик дојде, честиташе на нас во раководството на тимот, честиташе на судиите без никаква забелешка дека како се одвивала и нивната страна односно тие како учесници во играта, значи немаше никаква забелешка, презадоволни од она што го доживеале во Скопје и покрај шокот што им се случи на резултатски план. Дури еве веќе ќе кажам дека понудија една соработка, бидејќи имаме директна линија Скопје-Осло и навистина ние и на надпреварот одиме така и тие дојдоа со истата линија, значи понудија пријателски надпревари со цел наредната сезона подготвување на двата тима со заеднички тренинзи и надпревари пријателски за што подобра подготовка. Сакав да те прашам, хендикеп е и на машкиот тим, на Вардар и на женскиот, затоа што нема некои силни надпревари во првенството. Така, регионалната лига е едно, Лигата на шампионите е друго, а во тој меѓупростор па и нема многу. Право сте, јас можеби затоа влегува Вардар полека во една посакувана форма. Практично имам кажано дека она што другите екипи го имаат во националното првенство или пријателски надпревари да се подготват за Лига на шампиони, Вардар, посебно женскиот тим, бидејќи немаме регионална лига, надпреварите од Лигата на шампиони нас ни се подготвителни надпревари. Ја и Б и С. Нема, мислам, секој нареден надпревар ти не успеваш да ја подготвуваш екипата, да пробаш и другите како ќе функционираат, што се на клупа, да се обидеш со друга стратегија или тактика, значи нема.
надпреварите од Лига на шампиони се подготовка за она што следи Final Four и она што е целна. Можеш формата на игра на Апсолутно. девојките И темпирањето на формата или месец дена од надпреварот, не знаеш ниво каква каква не сакав ситуација. пред јавноста да го истакнуваме ние како клуб тоа, како наше алиби, знаете што сега ние немаме надпревари и што да правиме со тоа. Им кажав и на Индира и Питли, господинот Питли кога беше овде и сега Давид, треба секој тренер што ќе биде на Вардар да е свесен дека ќе го има тој проблем. Ние како клуб се обидуваме да најдеме начин како тоа да го надминеме, меѓутоа нема слободни тимови кои би прифатиле. Да, си имаат обврски во првенствата. Ние сме подготвени, еве баш на Гер им понудивме со нашиот автобус да им отидеме на тренинг, да не пуштат на тренинг нивен, да одиграме пријателски надпред да се вратиме. Не може, затоа што за 2 дена се играат силно национално првенство. Меѓутоа, како и да е, презадоволни сме што одиме на вистинската патека кон Final Four со женскиот тим. Еве и мажите се имаат изгледни шанси. Така да мислам дека, како што кажа Стефче на почетокот, му благодарам за зборовите, посебно што доаѓаат од една величина спортска како што е тој, дека се приметува дека во Вардар воспоставуваме некои стандарди, не сме идеални, меѓутоа се трудиме да функционираме како професионален тим и би кажала дека Вардар од секогаш бил бренд во Македонија и пред луѓето што биле, откако сега ние сме вклучени во ова, тоа е заслуга на сите генерации, меѓутоа Вардар и по нас ќе дојдат луѓе, меѓутоа овој период ќе биде златен во историјата на Вардар и на македонскиот ракет. Сега да го прашам Стефче, овие резултати на Вардар што значат за ракометот воопшто, за популарноста кај нас? Еве и репрезентацијата е на чекор од остварување на олимпискиот сон, кој толку многу го посакуваме да ни се оствари, да ни стане јаве. Добро, секако не е тајна дека се извинувам прво да се заблагодарам на Гоца за убавите зборови. Стварно, она што го кажав го мислам и е така. Нема што на некого да правам лице, јас сум секогаш бил отворен и тоа што е така, така е. Нема што тука нити да се додава, нити да се одзема. А она што значат успесите на Вардар секако во овој период, па и претходно на Металург, па македонска репрезентација, факт е дека ракометот е спорт број 1 во Македонија. Овие резултати само допринесуваат што поголем број млади Да, вие работите со така помлади категории. да доаѓаат на тренинг. Јас можам да кажам дека секојдневно сум во контакт со млади генерации, дечиња од 7 до 15 години и секој ден имам, еве да не претерам, ама по 5 деца кои што сакаат да се запознаат со тајните на ракометот. Секако дека Вардар и женскиот и машкиот дел, семејството, придонесува. Значи да, кај мене се појават деца кои што ќе пројават интерес за ракомет. Убаво е кога овој месец историски може да биде за македонскиот ракомет. Ако по утрото се познава денот, она што вчера женскиот тим на Вардар го направи. На Вардар во финалето сеха не значи ништо, не е Добро, никаков аларм, не знам. Дека Сепак сеха лигата без разлика организацијски, значи една пофалба за луѓето кои што работат, ги познавам од председателот до генералниот секретар, до луѓето што се преку Газпром. Значи тоа е стварно еден огромен проект, меѓутоа сеха лигата не носи надпреварување нити во Лигата на шампионите, нити во ЕХФ лигата. Мислам дека тоа е еден од недостатоците на сеха лигата, а она што значи Лига на шампиони, тоа мислам дека е нешто посебно и дека Вардар па и Фотекс играја со резерва на овој надпревар. Не дека не е резултат ако се освои сеха лигата, секако Вардар е првиот победник. Јас учествував во полуфиналето токму против Вардар, настапував за екипата на Металург. Меѓутоа, мислам дека овој месец ќе биде историски за македонскиот ракомет и дека и резултатите на Вардар и машката репрезентација. тим на Вардар ете да го пројде Веспрем. Сите сакаме нормално. Повторно ќе кажам, значи многу мала ќе биде разликата на двата надпревари. Така е, значи 1 до 2 топки ќе прават разликата. Впрочем, 1 до 2 топки ве прават или да сте шампион или да сте Имаме привилегијата да се игра реваншот во Унгарија, ако може да се каже. така. Да, Мада Вардар покажа годинава дека во гости. Исто и така ние размислуваме дека не би требало да ни значи ништо тоа, меѓутоа
од стари времења зборуваме дека подобро е реваншот на Добро, домашен терен, како и да е. се менува така е, менталитетот, така. Гоца се менува, мислам дека и тоа е позитивно што е така, затоа што и не само Вардар, него и претходно и Металург и репрезентацијата наша покажала дека со кого и да игра, значи некои работи се сменати и мислам дека и нормално знаеме Веспрем игра пред полна сала и стварно е тоа се значи едно мало градче кое што е посветено максимално и тоа нема друго таму. Не е тоа да кажам голем град, не е тоа Барселона, па сега може и да нема публика или да има пола сала, нема апсолутно, таму е Веспрем се. Што е предноста на Вардар во дуелот со Веспрем? Прво, по мене мислам дека пак како и да кажеме Веспрем е благ фаворит и веројатно притисокот пак ќе биде на нивна страна дека тие мора да победат и од нив се очекува и според буџет и според се. Таа е една работа. Втора работа, она што мислам дека е предност е тренерот на Вардар, Раул Гонзалес, во однос на тренерот на Веспрем, кој што во никој случај не е тоа што беше неговиот претходен тренер од Тега, кој што се замина. Апсолутно, прво, еве, можам да искористам прилика и да кажам дека според мене Раул е значи на вистина феноменален топ тренер и вистински потек на Вардар, кој што релативно беше непознат пред да дојде, знаеме дека беше помошник години на Талан Душебаев, но овде не беше познат со своите како, но тука покажа дека апсолутно дека е премногу посветен и како човек покажа каков е и со тоа што ја испочитува Македонија на добро познат начин, со тоа што го научи за многу брзо јазикот. И односите гледам со играчите што ги има дека е на една основа која што на Балкан не е видена, не е пристапот, да, не е тоа нешто дека треба некој да биде над тебе, дека треба да биде едноставно е стварно. Значи, пак ќе кажам, Раул е во однос на нивниот тренер е во секој случај плюс за Вардар. По мене, Штербик е колку и да се вртни голман и Алиловиќ и Миклер, мислам дека Штербик е над ниво во таа ситуација. И мислам дека атмосферата во Вардар е подобра од она што го гледам. Од она што го гледам во Веспрем, нешто и се спомна и на надпреварот, спомна и коментаторите на Матава нешто околу тоа дека што се случува таму. Мислам дека во моментов Вардар има подобра атмосфера и би требало да има поголема мотивација меѓу. Да не ги спомнуваме сите играчи на Вардар, значи ретко кој од нив дошол во ситуација да биде на финал. Вака го слушам, така убаво ми доаѓа, бидејќи во моите размислувања клучни фигури во ракометната игра се тренерот и сега се покажува дека позицијата голман. Ако Горан смета дека тука сме во предност, јас верувам дека ќе бидеме ние во Final Four со мажите исто така. Да имаме двоен успех, двоен Final Four. Стефче, можам да се надоврзам само на ова што го каже Горан и Гордана. Мислам дека исто така не треба да се заборави дека Горбак беше повреден, 30 на дена не настапуваше, не е се уште во врна форма. Мислам дека тука Вардар има простор за напредок. Без разлика што Циндрич и Караджич играат изворедно, меѓутоа со доаѓањето на Горбак во една врна форма, Вардар ќе добие и на, да кажеме, друг тип на игра со Македа и Горбак, два високи бека, два шутери. Значи, Вардар има простор за напредок. Не верувам дека ќе излезат. Се види вечерва дека е многу тесна разликата, дека ќе решаваат моменти, можеби една топка, можеби еден шут и во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Каде Стефче ти ја гледаш шансата на Вардар? Што е она што е предност на Вардар? Па еве како што каже и Горан, тоа што си игра реваншот таму веќе тоа и ништо не значи. Тоа не мора да значи, еве видовме вчера, значи женскиот тим на Вардар и Вардар има фантастична публика. Го играше првиот меч дома, победи 14 гола разлика, готово известно со, кажавме на почетокот, ќе бидат дел од Final Four-от, треба чудо да се деси. Каде ја гледам предноста?
голманот исто така, значи Штербик настапуваше за екипата на Веспрем, добро ги познава играчите, не дека Алилович и Миклер не ги познаваат Вардаровите играчи, меѓутоа друго е кога сте секој ден, еве Гоца беше голман и знае како е кога секој ден работите со голем дел од играчите кои што настапуваат. Мислам дека Штербик ќе направи разликата на тие Дека два. ќе биде клучен играч во евентуалниот пласман на Вардар. Да. Гордана не очекува реваншот со Ларвик, овие 14 разлика ни годат убаво ние, но си обврска да ги оправдаме и на реваншот. Да. На пред надпреворот кажавме, Вардар оди на победа на секој надпревар. Така се подготвуваме. Тоа е амбиција на раководството, нема калкулации, со колку и да играме, ние ќе се обидеме да победиме. Така и на надпреворот што ни следи на 10 во 15:30 часот, значи на 10 април, ќе се обидеме да го победиме Ларвик. Екипата игра во добра форма. Јас се Во вистински момент. Во вистински момент, вистина. Потоа, нивниот тренер кажа, може би една од причините за лошата игра на Ларвик ја наоѓам во отсуството на играчите бидејќи биле со репрезентативни ангажмани. А јас си велам, а што да кажеме ние, значи кога целата екипа бидејќи составот интернационален, значи некои се пласира на Олимпијада, го продолжија настапот со репрезентациите. Едни се вратија, други останаа во Скопје. Значи сето тоа требаше да се вкомпонира многу добро. Некои разочарани, некои еуфорични. Да. Така, и сега, апсолутно. И кај мене и кај стручниот тим беше стравот како ќе се рефлектира отсуството од месец и 7 дена до овој надпрев. За среќа, добро го поминавме периодот и сега повторно имаме, после Ларвик, има уште месец дена до тој Final Four и повторно треба добро да се компонира сето тоа. Меѓутоа, велат во ракометот, односно во спортот, секој нареден надпрев е најтежок. Доаѓа сега Ларвик, ние максимално сериозно, пак ќе речам, и Индира и Давид имаат во своето искуство сигурно многу вакви надпревари, каде што сметаш дека лесно ќе биде, па на крај не излегува баш така. Меѓутоа, како и да е, верувам дека добро ќе ја подготват екипата. Девојките што се во тимот се сериозни и во зрели години и како луѓе и како спортисти, знаат што им предстои. Ларвик ни е многу познат терен. И вака кога одиш, знаеш во кој хотел ќе бидеш, ја знаеш салата, знаеш што ќе имаш за јадење. Значи, нема што да... Нема изненадување. Нема изненадување, да. Значи, се е подготвено. Да види ситуацијата. Па си знаеме каде ни е, која собликувална ќе ни ја доделат, како ќе не транспортираат од хотел до сала и од аеродром до сала. Значи, се е веќе познато. Да, тоа е веќе останува рутина. да влеземе на надпреворот, девојките верувам во нивната сериозност и фокус што ќе го направат овие 5-6 дена до таму, се заминува во петок наутро, играме во недела, значи доволно време да се адаптираме, бидејќи мислам во спортот дека е добро така да си бидеш во една спокојна и релаксирана атмосфера да се подготвиш. Да сум на нивно место, не знам како би ја подготвувала екипата. Наше е да си одиграме таму како што треба, да нема повредени во овие 5-6 дена за време на тренизите и мирно да пловиме кон Final Four. Да. Трет пат едно по друго, трета среќа. Со ова победа наша, верувам дека некако сега и поинаку гледаат и Гер и евентуално будучност, па и Ростов. Значи, за мене е тоа важно. Европската ракометна јавност го слушна резултатот, како што ние слушнавме дека Гер го победи нивниот ФТЦ, да, со 13. Значи, веќе ја чувствуваш силината која доаѓа од таму, па се надевам дека и така и нас не респектираат после и те планираат во евентуално, значи на сите и на судиите ќе им биде јасно дека имаат противник кој го победи Ларвик 14 гола и на публиката и на официјалните лица, значи како и да е, пријатно се чувствувам во ситуацијата кога што имаме сега со Вардар. Уживаме сите практично. Да. И сега да се биде
скромен, да се одработи тоа што треба и, како што реков, 7 и 8 мај се денови кога треба Вардар вистински да ја покаже силата и вистински сите да покажеме на себе си и на јавноста дека тимот е создаван за тоа. Јас сакам да кажам, значи, околу психологијата, спомна Гоца, значи, тешко, ајде, тие секако дека девојките ќе се спремаат и Индира и Камара сигурно ќе налагаат сериозност. Тешко е да се повтори ваква игра и таму на Вардар, без разлика не зборам само за резултатот, него и за играта. Сакам да кажам за психологијата, што е важно за Вардар годинава, ќе земам слово да кажам дека се пласирани таму. Сигурно дека тие има една друга бариера, има, тоа се вика будучност и веројатно веднаш понадпревар во недела ќе стартува таа подготовка за будучност, затоа што е така една малку болна тема и мислам дека време е да бариерите се да се срушат. Да, така. Од друга страна па ете што она што кажавме, гостински терен, домашен терен се покажа Вардар со Висла кога на 4 минути пред крај имаше 4 разлика во Висла, заврши нерешено. И нормално се јас комуницирам со некои од играчите од Вардар и го гледав тоа, се гледаше кај нив дека тие се размислуваат дека се веќе пласирани. Зборам за преднат превар Вардар Висла и видовме и тоа како заврши, на каков начин заврши, без разлика што заврши со свечен крај за Вардар, не беше ни малку пријатно да се гледа и за нивско игра беше не знам како. Така да, значи, сакам, психологијата е наука во спортот која што кај нас е полека влегува, ама сме уште, да не речем далеко, ама треба уште многу да работиме. И тука е тоа домашен гостински терен, тука е тоа што кажа Гоца балкански или Стефче дека балкански. Ако ми дозволите само да се надоврзам на темата што ја разговарате, која е разликата оној Вардар што го гледавме во групната фаза, односно пред доаѓањето на Девис и со доаѓањето на Девис, јас како ги гледам работите, мислам дека Вардар има страшен напредок во играта во одбрана и тука ја прават во моментот разликата. Значи, нема да бидам скромен ако кажам дека играат на нивото на она што го играше Будучност и резултатите што ги прави Будучност се темелат точно на играта во одбрана. Она што го видов вчера, стварно ме импонираше играта на Дембеле, на Јован Карадичевиќ, која што не сум ја видел досега така да одигра надпревар. Ги гледам сите надпревари, не само на Вардар, него и на сите женски екипи. Стварно голем напредок во играта во одбрана. Барбара Лазовиќ игра како препородена со доаѓањето на Девис, не дека Девис донесе нешто ново, меѓутоа има нови моменти кои што се препознаваат со неговото доаѓање. Потполно ми е јасно дека Индира и Девис се тим кои што ги направил тие разлики. Јас затоа сум толку голем оптимист и викам дека Вардар ќе биде дел од финалот. Повторно тука идеме до ситуацијата и за Барбара Лазовиќ конкретно. Сигурно Барбара Лазовиќ не научи да игра ракомет за 2 месеци. Така да, значи, пристапот на Давис Камара во однос на неја и во однос на оние други неколку, не е само тука е и Лекиче тука, кој што беше најдобар играч на светот пред 2-3 години. Значи има збориме дека пристапот, знаеме ние што сме биле во екипи во спорт, дека што значи кога тренер ќе ти пристапи на не збориме само за на тренинг, збориме и за надвор од терен, кога ти и во моменти кога изгубен и во моменти кога немаш само доверба и се, кога ќе те поддржи, ако има такви менаџерски способности, затоа што работата на менаџерот на тимот или да кажам сега и тренерот е многу мал дел е во тоа работа на ракомет на тренинг, многу повеќе психологија и менаџирање со тие играчи. Ако дозволувате да се надоврзам, ако имаме време. Ако немаме време, ќе си ја задржам мислата. Не, еве за крај нека биде. За крај нека биде, да не ја должам многу. Многу ми е драго што компетентни луѓе како Стевче и Горан ја анализирале нашата игра и се сложувам со тоа што го кажа. Имаме систем на игра во одбрана каде што секој ја знае својата задача, каде што се движиме повеќе во одбрана отколку во напад.
Значи, кога ќе видите нашата одбрана, играчите трчат по зоната од 6 метри. Ако не стигнат со нозе, покриено е со раце, меѓусебно една со друга, тоа е, за мене е клучно. Секој, па и во животот, секој да ја знае својата задача. Тоа е тоа што е поставено во Вардар сега. Секој играч, и тогаш е лесно, ако отстапиш од системот, се знае каде е проблемот и кој изгрешил. Тоа е една работа. Втора работа е што играчите кои ги спомнавте, тоа се играчи кои и Европа им го потврдила нивниот квалитет и светот, да речеме, Андреја Лекич. Андреја Лекич сега работи многу повеќе за тимот. Барбара Лазовиќ има задача да шутира и да растерети Пенезич. Нема што многу да размислува, има одлична рака, има одлична промена на правец, Барбара Лазовиќ, извонредни, значи сето тоа се вклопи во она што значи систем на игра, бидејќи некојаш има впечаток, само што ќе го кажам, затоа што сум на тренинг, некојаш има впечаток кога тренираат дека стојат прилично, знаете. И си велам, како тренингот помина малку во стоење, меѓутоа тоа е тоа. Тргнува играчот, знае, има 3 варијанти што ќе направи. Пикер, крило или шутира. И тоа некако вроди со плод. Значи, се виде на мечот со Ларвик. Апсолутно, така да многу, сигурно во друга прилика ќе дискутираме и повеќе. Да, ви благодарам уште еднаш што одвоивте време за... Јас ви благодарам на вас сите што одвоивте време вечерва, недела и на ракометен ден практично. Да, за женскиот ракометен тим, за машкиот еве што овде бивши играчи и на репрезентација и на Вардар можеме да си позборуваме. Ова е заеднички успех на сите нас. Секако. Што сме во дел, вклучително и на новинарите, значи сите заеднички да направиме, еве и репрезентацијата, кога Вардар може да биде во Фајнал Форот на тој викенд е репрезентацијата на Олимпијада, значи и престои еден убав викенд. Да, убав викенд. Се надеваме со хепи енд Вардар на Фајнал двете Фор, страни. репрезентација на Македонија за прв пат во историјата на Олимписки игри. Јас ви благодарам за учеството во емисијата. Почитувани, продолжуваме по кратка пауза на тема фудбал. Ке гостува селекторот на младата фудбалска репрезентација Благоје Милевски. Ке говориме и за нашите фудбалски надежи. Се надеваме секако на многу подобра фудбалска иднина.